секаде е за поправка, за кречење од влага, од секаде има вакво на овој кревет спијат потпрени со цигуи, трнете се вакво. Потпрени со цигуите. Па фактички дневна е, ама дека тука спијат, па и детска се може да се рачуна. Дека би требало да спијат. Ама има буквално дупка во зидот што и гуштери ни флагуваат и све не може да... Купатилото е доста старо, кадата е дупната и влага од секаде и од згоре има исто кај што тече. Кај што тече па е маскирано за да не прави проблеми. Водовод скоро секаде треба да се менја. Овдека има работи чешма, ама тече нон-стоп. Шпоретот не работи. Спремам на плин и само едино шоралната што работи. Постојат луѓе што животот ги милува нежно и луѓе што животот ги става на најтешките испити. А таа е жена што поминала низ двете страни на судбината. Родена како посакувано и сакано дете, растеше во топол дом исполнет со смеа, љубов и сигурност. Катерина Пецурова, имам 38 години. Пред тоа сум Кузмановска, пред тоа бев. Мајка ми сега почина минатата година во август. Татко ми е починат, мајка ми што беше премажена, сега него го сметам како татко. Со него живеам моментално. Со очево да, он има воена инвалиднина од 8.000 денари. Со нив се издржаваме. Јас со они трите деца што мислам од бракот. Као моето детство беше релативно добро. Да, имаше моменти да немале, да сме немале многу нешта и мајка ми беше самоохрана мајка дека татко ми умре мало кога бев јас. Ама пак сме се снаоѓале, сум имала и баба и дедо, имав тетки од на мајка ми страна што ни помага, што не се осеќаше толку. Мајка ми ја земаше пензијата од татко ми. Немаше не лично неизина пензија и рекол дека не може ово. Дека не изе на пензија, немам шансе да ја превземам јас. Беше вредна, амбициозна и скромна. Учеше, се бореше, ги остваруваше своите соништа и заврши факултет. Од она мало насмеано девојче израсна во прекрасна млада жена, полна со живот, надеж и љубов што сакаше да ја подели со светот. Додека беше жива мајка ми работев, во Европа работев, ама бидејќи децата беа болни, почесто идев на боледување и мајка ми тогаш не беше добра, децата не добри и не ми го продолжија договорот. И кога мајка ми почина во август, во септември не ми го продолжија договорот. И дека до септември работев и за социјално ми требаше 3 месеци да чекам за да можам да аплицирам за социјално, за било што од вакво. После тоа имав некои приливи на пари што за смртта на мајка ми од работа што ми дадоа. И помина доста време ваквото, дури во минатиот месец аплицирав во март. И сега додека се соберат тие документите таму, додека дојде комисија што треба да доаѓа, поминувам долго време. За тоа време ја немам више што да ги ранам децата. Немам, татко ми очувате е опериран, сега брзо се оперираше од простата, канцер на простата, и он не може да ги носи, барем да може да ги однесе до школа, до градинка, ама моментално и он дека не може, морам ја да се грижам за сите.
И не можам да отидам на работа и да сакам. Ни работа, ни приноси, само со тие 8.000. И од тие 8.000 што му кратат за кредити. И да почнам да работам, имам извршители од што зимавме кредити со сопругот, зимавме кредити, па ми ги натовари он дека на неговите јаму бев жирант, он не ги плаќа и се на мене. Сите што сме ги зимаме, сите на мене. А се запослам, мене ми кратат од плата. Барем 5.000 сигурно ми кратат, ако не и повише. Ми треба малку само време барем да се опорави почвот, за да може да ги носи барем до градинка и да ги враќа. Ај за носење може ке се стабилизирам некако со малку закаснување на работа да ќе успеам да ги однесам, ама за зимање ќе нема да можам. Барем да може да ги зима, да може да се движи, да може да ги зима од училиште, ја ќе почнам да работам. Ја не бирам работа, све сум работала. Од дека јас сум со факултет. И сум работела и со факултетот, сум работела и буквално кафе-куварка у кафич. Не имам земјоделски факултет завршено, дипломирано све тоа, ама со него не можам да најдам работа. Работев едно време во тука кога дојдов, паркови за Винува. Ја замолувам и општината и било кој, ако може според тоа што имам завршено факултетот за земјоделски науки, цвеќарство ми е насоката да ако може да најдат работа, да ми најдат работа некаде би работела буквално и друго нешто да и друго би работела, не мора да и со факултет. И друго би работела, ама ако можат со преку факултетот да најдат уште поубаво, мислам. Кога полагав, кога дипломирав, дипломската ја бранев кај професорка по цвеќарство, баш по цвеќарство ми беше дипломската. Кај Стефанка Хаджи Пецова, мислам дека се презиваше, ако сум сгрешила, нека ми прости. Тоа беше одамна 2013, мислам дека беше кога дипломирав. Градинар од цвеќарска, и за градинарство беше насоката и цвеќарска. Не беше само стриктно цвеќарска. Па многу ми е тешко, сум се мачала 5-6 години да го учам факултетот, а да не можам да најдам работа со него. Буквално, па и жалосно. За време на факултетот ми беше, да не кажам, супер. Имаше и дружба, се дружев со луѓе што бе, да речем, исто како мене. Ни пушеа, ниту пие алкохол, ниту ништо. Цело друштво бевме такво. Видно тоа, јас се омажив, па и сега се преселив во друг град, се разидовме, немаме веќе комуникација, а и сега после разводот, па и дека немам средства, немам ниту можности да можам да ги оставам некаде децата, па ја да излезам со друштво, не можам. Јас да ги оставам децата гладни, а ја да идам да се шетам некаде. Нема шанси. И буквално изгубив цел контакт со друштво, си остана така. И останав буквално цело време дома. А тогаш љубовта тропна на нејзината врата. Го запозна човекот со кого веруваше дека ќе го помине целиот свој живот. Човекот кому му го довери срцето, својата младост, своите соништа. Наскоро им се роди и дете. Потоа уште едно. Незиното срце беше полно, но понекогаш животот тивко почнува да руши се што си градел со години. Незиниот сопруг почна да се менува. Лошото друштво полека го оддалечуваше од семејството. Алкохолот стануваше секојдневие. Човекот што некогаш ја гледал со љубов во очите, почна да ја гледа со гнев. Домот што го создаваа со љубов стануваше место исполнето со страв, расправи и солзи. Имав сопруг, да, кратко се знаевме пред да се земеме, кратко се знаевме, не се знаевме кој знае колку долго. 2015, мислам нека беше кога се земавме. Дојдовме тука во Скопје, живеевме. 2 години некаде. После 2 години отидовме во Битола, мене ми се пруži шанса да работам во Кромберг, таму, у таа фабрика што е Битолската. И отидовме таму.
првен бевме на време под Кирија, па после купивме куќа заедно. Ама он во 2018 ни се роди најголемата ќерка. После во 2020 средното и во 2021 останав пак бремена со трето. Ама во 2021 он се дружи со лошо друштво, да кажам. Почна да пие и на почетокот беше, па скоро до крај беше цело време со оно вербално малтретирање. Ти не чиниш за ништо, ти не чиниш за ова, за она. И на крај почна и физичко малтретирање, кога решив дека ќе е крај, дека ќе се отидам. Кога дојдов тука, со третото јас тука се породив, тоа кога се деси беше 8 месец кога беше малтретирањето. Почна малтретирање, го пријави во полиција, беше полицијата таму на лице место. Ама не, како да не беа заинтересирани да помогнат, како да кажам. Од таму мајка ми дозна, па се јавија они во Хелсински комитет, мислам дека беше. Од таму они ме донесоа до Скопје, кај мајка ми. И од тогаш он 2-3 пати да се има јавено до сега. Нема ни доаѓано, нема ни да ги гледа децата, ниту пак пари им дава, плаќа, има одредено за алиментација, све судски сме разведени, ама не плаќа ништо за децата. По 3.000 за дете, за трите деца 9.000. Има и забрана исто и он за да не се приближува дека со семено насилство со ова, ама не ни пробува па да се. Се сакаа искрено, чисто, силно. Се венчаа, создадоа семејство и заминаа во Битола, таму каде што мислеа дека ќе ја градат својата иднина. Купија куќа, не само ѕидови и покрив, туку дом исполнет со планови, надежи и детска смеја. Заедно ги бираа боите на ѕидовите, заедно сонуваа за деновите што доаѓаат. Се водеше први на него, само на него име. Преку Сутоно докажавме дека и јас сум учествувала за купување и се подави фактички пола на него, пола на мене. Имам имотено и све тоа, ама џабе ми е кога ја не можам ниту да седам таму, ниту па да го продадам. За да ги наранам децата. Поделено е оно судски, оно поделено е све, ама не можам, ниту ја можам да седам, ниту пак он може да седи. Ние сега имавме поднесено и во апелациониот, во обвинителството. Не викна имавме тужба дека не плаќа алиментација. Имав тужено, па ме викна на разговор. Им кажав таму све дека има и куќа и вако, ама не рекоа треба решение да ми дојде кога ќе реши тоа судот. Ама уште го нема и тоа да. Од академски граѓанин до мајка што денес живее со само 8.000 денари и секое утро се буди со истата болна мисла. Дали ќе успее да ги прехрани своите деца? Сега само со тие 8.000 од получував се и Оливер, попот Оливер што ни дава пакет месечно, ништо друго немаме ништо. И од време на време буквално комшиите нешто што ќе ни дадат. Инаку некој денови што се вика и децата гладни да спиваат. Ете прескаме моја, вика да сакам јогурт и леп дробено, а немав јогурт да им дадам. И буквално плачат за јадење. Сакам јогурт, викам немам да ви дадам деца. Многу ми е тешко кога ги гледам така да плачат за да немам да им дадам. Големата ќерка ми е прводевение. Себе си сака да ја дадам нешто за ужинка, да се купи. Некогаш ќе купувам, некогаш немам да ја дадам. Оди гладна. Ќе ги залажеме со нешто друго, со играње, со играчка, вакво со цртање ќе им пуштам, ќе се залажат и ќе заспијат. Како е за пред спиење, например, ќе им пуштам цртање, ќе се загледаат во нив и ќе заспијат. Ама не знам докога ќе издржиме така.
Буквално имало и само шеќер се зимаат. Шеќерче, лажичка шеќер им се јаде, нешто лажичка шеќер зимаат се јадат. Некогаш и само луѓе јадат. А они се мали во развој. Ете со големата ќерка дека стрес со разводот, не збори со непознати. Ете вчера бевме баш во центарот за ментално здравје, што е. Ни дадоа некои јапчиња, некои сирупи, не знам што, немам со што да ги земам. А треба да ги пијам секој ден. А ја немам со што да ги земам. Некогаш им од градинка направено ни ете да не плаќаат двете у градинка, ама ете едното иде и второто сега од септември ќе ми тргне во школа. И на него треба да се мислам што да му давам за сабаје за јадење. Да веќе се сабаје, да ви поручок. И за него ќе треба за јадење. Нешто социјалното, ете поднесено ни е дека има поднесени се документите, ама кога ќе го одобрат, не се знае. Последно што прашувавме баш и рекоа дека уште не се стигнати документите до нив, соберено од страна Вајдашу. Што им се потребни, после да дојдат комисија. Зад нејзината тивка насмевка стои мајка што секој ден се распаѓа и повторно станува. Поради нив, поради своите 3 деца. Големата ќерка, кажав, има проблеми со говорот. Ете и со учењето, тешко запамтува од стресови. Најголем дел од стресови. Она беше, кога се разведувавме, кога беше во насилството со сопругот, она беше најголема. Она го гледаше свето. Она го памти, ако може сега не го каже, го памти свето. И вака со непознат човек, прв пат што ќе го види, треба на низи, треба време, например, 5-6 пати да го види еден човек, за да се опушти барем малку да почне да зборува. И на школа. На почетокот не се опушти, вако после си почна да и со децата си правиме обед, со наставничката све. Ама на почетокот дур се опушти, на низи треба време. Реално, да, имам видено и во полошни ситуации куќата. Нашата е реално добра, ама кога ќе видиш, тече од крововите. Во едната, во спалната, кај што треба да ги ставам децата да спијат, е отворено, буквално што тече, гуштери фегуваат натре. Ми е страв таму да ги ставам да спијат во дневната, на тој кревет, а тој кревет е па скршен, потпрени на цигли за да не се распадне. Морам, ајде дека јас спијам до нив, не ме собира на вака, спиеме со попреку. Ако беше, нозете ми се буквално на стол ги ставам нозете за да не ми се надоле. Оваа мајка не бара луксус, не бара богатство, таа бара само шанса. Многу е тешко. На самата помисла дека порано ми беше, не знам, супер во животот, до сега да ми е толку да сум, па да не кажам несрекна, ама ете несрекна. Да немам да прехранам децата па и себе. Има доста такви ситуации да детето ми бара јадење, а ја немам да им дадам. Тоа плаче на една страна, јас плачам на друга страна. Не можам да го дадам, а тоа бара. Тоа дете бара, се бара за јадење, сакаат сокчиња, немам сокови да им купувам, ништо. Витамини им бараат, скоро сите ми се слабокрвни, сите треба витамини да пијат, ја немам да им дадам. За крај би сакала да замолам из општината за вработување, да помош, било каква помош. И социјалното исто, барем да побрзаат со документите, да средат, да ми одобрат, за да можам некако да ги изранам децата. Ете сега ќе почнат и другото во школа, ќе им треба јадење, тетрадки, книги. Ја буквално немам ни тетрадки ни на нејзе да купам, на едното, не па на 2 сега кога ќе почнат. Шанса нејзините деца да не легнуваат гладни. Шанса да имаат топол дом. Шанса да растат без стравот низ кој таа поминала.
Знаете ли како велат, едно од најлошите клетви е да даде Господ да имаш па да немаш. Тоа го има доживеано и нашата Катерина, која што пред малку ја слушнавте незината приказна и живее во оваа трошна куќичка која што се наоѓа позади мене. За да дослушате незината приказна, за да ги запознаете и незините дечиња, следите и следната епизода во 15 часот и 30 минути во недела на Алфа телевизија. Гледајте Срца на дланка. Здраво, Ката. Здраво. Јас сум Криси, драго ми е. Ката Ефремова, Тишинова. Како сте? Добро да речем, Така. поплавата. Ова е вашиот дом. Да. Дали ќе може да ме прошетате да Може. видиме во какви услови вие живеете? Може, ајде. Овдека ли ве поплави? Да, овде. Затоа и се ставени... Да, ставена тоа на... Си сушили палетичка. ова или си Оште е уште мокро, во? мокро е оште. Вода те додека имало до тука. Те до тука е вода имало, ја го ја. Имаше многу вода. Тегова се е испукано, се е онедено. Тука, онајмо ми тече, исто, горе. Тоа е се од згорот ке видите, таму тече. Овдека имате уште една Да, собичка, ова така? собичка имам. Исто и оваа, исто теа вода. До тука исто вода било те. Тука зимница што си чувам, унидувам. Од 20 се качуваме нагоре. Се по полецка се качуваме. Да не паднеме во видите, ја его те распукнато е целото. Ја бе. Ова е се што тече од горе вода и плюс од поплавата. Доле од поплавата. Која е оваа соба сега? Е, оваа соба, спием ја и синот тука двајцата. У една собичка, ја и она више паѓа, тече, унидува. Овие кревети ми ги, тие што беше поплавата ги фрлиме, поплавиме. Овие ми ги даде една комшика што се вика, што работам ка неа, она ми ги даде за помош. Во дом каде што ѕидовите одамна ја изгубиле бојата на надежта, каде што студот е постојан гостин, а тишината зборува погласно од секој крик, мајка и син, двајца луѓе, една судбина, без тоалет, без вода, без основни услови за живот. Секој ден започнува со истата борба. Како да се преживее уште еден ден кога немаш ни за она што за другите е нешто најобично. Мајка која со солзи во очите се обидува да биде силна и син кој прерано научил што значи лишување. Немаат што да побараат за себе, освен шанса. Не бараат луксус. Не бараат богатство. Бараат достоинство. Бараат место каде што ќе може да измијат раце со чиста вода, каде што нема да се срамат од условите во кои живеат, каде што детството нема да биде болка, а мајчинството постојан страв. Добар ден, Ката. Добар ден. Која сте вие и зошто Срцето го ставате на дланка? Јас сум Ката Ефремова од село Чишинова општина. Срам ме многу, ама немам што да правам, многу ми е лоша состојбата, имаше поплава. Куќата теа стара е. Горе имам две собички, доле две. У едната седеме со сино, Славче. Кога се случи поплавата? Поплавата се случи на 26. 11. Ви поплави внатре, така? Да, двете соби. И дворо, нива, се е поплавено. Седеме горе со сино у една собичка, заедно спиеме, се заедно. Имам нешто изфрлено, уништено, онедено. И сега, кој колку може, некам пари, некам ништо, само кој колку може средства да ми даде, да ми помогнат, барем малку од малку да изградам ваа. Купателно немам, се бањаме у корито. Барем, Каде одите во тоалет? тоалето ми е надвор тоалето. Надвор. Дома немам, купатело немам. Кој колку може, барем донација со кермиди, блокове, цигли, Пред се материјали материјал, што може да, да. се искористат да искористам за да да можем да ја поправиме куќичката. оваа куќичката. Колку можам, тука ќе се влечам. Само Господ ми даде сила да можам да станам на нозе одма, да можам да си одам. Оно вода ми е донесало, прало ме, бањало ме, што се вика. Вода дома немам. Исто,
Се вода носам, тега од пумпата носам вода, качувам нагоре, за садове да си измием, јадење, за бањање, се ми е тоа. Немате внатре Не, воопшто не, ништо вода. водовод? Не. Нема. Тега моторчето и моторчето од поплавот и оно ми е расипано и оно прегорело. Водата како го поплавила и се нема. Те на пумпичката вода идам, носам, качувам нагоре, надоле, дома исто носам вода за садове да мијам. Немам вода општо дома. Шојка креме, сраме и сраме и воше го кажувам. Ма нема што да правам, од бука си го кажувам. Од мака тражам помош, од друго ништо не. Од мака го кажувам помош, тако. Мака тоа е. Пред сите народ ме срам, ја што го правам ово. Ама морам, немам каде да идам. Затоа тражам помош. Тоа сам го дала срцето да може да ми помогнете. Колку што може да ми помогнете. На куќичката да си ја средам. Моја собичка спием со син, сраме со мојот син да спием заедно. Срце на дланка, затоа што заедно можеме да промениме нечи живот. Добар ден. Најубавите делови од емисијата Срце на дланка, затоа што нашите веќе семејства кои што поминале претходно си бираат производи, поддржани од Flex Credit. Не знам дали се сеќавате на едно семејство од Чешиново. Мајка и син кои што живеат во страшно нехумани услови. Сега мајката ја донесовме во Скопје. Здраво. Здраво, Катерина, си? Ката. Добро си? Добро сум, да. Браво. Како помина по пат? Добро, Убава? убаво. Со автобус дојде? Со автобус, да. Одлично. Одлично. Кажи ми како е Славче, вашето синче? Добре, да. Браво. Една многу убава работа што Ката телефонски ми ја кажа, тоа е дека почнуваме нова куќа. Да. Браво. До каде сме? Што се случува? Па ова што сме почнали, ама ќе почнеме веќе. Нешто збираме средства, Така? цимент ни донесеа, Браво. камење имаме, а сега натам ќе видиме, ќе почнеме Така, проекта. како ја планирате куќата? Па две собички, едно предсоби, едно купател. И две посебни, нели? За мајка и за син посебно. Така, како што е редот. Денеска се дојдена во Скопје затоа што нашиот пријател Flex Credit ти доделува 15.000 динари за да си одбереш нешто од бела техника, односно нешто од Елипсо. Влагаме во Елипсо да одбереме. Реално тебе ти се потребни многу работи затоа што почнуваш од почеток, меѓутоа ајде ќе најдеме нешто што ти е најпотребно за почеток. Повеликата, ова ни е Ката од Чешиново, таа ни беше семејство кое што живее во нехумани услови, меѓутоа толку е народот хуман што сега Ката почнува да гради нова куќа. Да, ќе прошитаме затоа што Flex Credit ни доделува 15.000 динари за бела техника. Ќе прошитаме, ќе видиме што е најпотребно и ќе одбереме нешто. Нема проблем. Ката може? Тука сме. Може. Ката, реално како што кажав, почнуваш од почеток. Ти треба буквално се. Се треба оно. Буквално се, ама полека. Да. Се ќе си дојде на своје место и секогаш куцките си се редат како што треба. Да. Првосмукалки? Ја прво по домаќински имам. трак. Имаш првосмукалка, тоа е добра. Значи првосмукалка не ни е потребна. Реално имам. Да, имам. Катичке, па ти си све спремна. Спремна сум сега за новата куќичка. Дали си размислувала, може би електричен шпорет, имаш ли? Немам електричен шпорт. Еве нешто што немаш, може да разгледаме, да ни објасни што е, како е со шпоретите, а потоа ќе прочитаме уште нешто случајно да не ти е нешто попотребно од шпорет првично. Кажете ми што електричен шпорет сакате, стрикно. Стакло, керамика или со рингли? Со рингла. Со вентилатор, без вентилатор? Тоа дека има вентилатор, да. Без. Ова ти е со вентилатор, со стакло, керамика. Имаш бела боја и сива боја. Да. Тоа зависи све од клиентот, значи што сака. А имаме значи и со рингли. Од другата страна. Ова ти е значи горење. Со рингли, а од другата страна имаме и фаворит сива боја. И ова ти е значи со вентилатор. Има две тавчиња. Тоа се зависи од клиентот што сака. Што мислиш, која е подобра за одржување со стакло, без стакло? Тоа зависи све клиентот што сака. Катова. Татова. Ајде да разгледаме први што има друго, па ќе одбереме татова, ќе го земеме. Плин и... Да, имаме од другата страна, значи пола со плин, пола со струја. Сакаш да видиме? Да. Ајде. Ова е пола? Да. Тука имаш 3 со плин, едно ти е со струја. Да.
Што ти е тебе по пријатно да користиш? Плин, комбинација, само струја? Само на струја, ајде. А што се предумисли, Ката? Со плинникот страшно ми струја. Само на струја. Ако кажа клиентот дека сака само со струја, нека биде значи фаворитот. Зошто да не? И јас лично како продавач, јас имам производи од кончар. Ем го држи квалитетот, али сепак значи повише ни се троши и кончарот. Мислам тоа после бошот, пошто бошот си е бош. Али после бошот кончар се покажува добар квалитет. Така. Одлично. Ајде, Ката, повели да видиме, да одбереме вистинскиот производ, како што кажавме, потребно ти е. Ова се посебни Тие се вградни апарати. вградни апарати. Да, Сега вградни за сега апарати. не правиме муабет за такво нешто, затоа што уште кујната не знаеме каква ќе е. Ама ќе вклопиме кујната за да биде како што треба со новиот шпорат. Не знам колку сте ја гледале вие, Ката, и кога се собираа средства за неза, таа дома вода немаше до сега. Да. И сега многу се радуваме што конечно ќе се гради нешто ново и ќе си има дома вода, Да. ќе Мило може ми е. и ќе биде и мерак прво на раце да ги мие садовите. Да. Дома, да не носи кофи од дворот за да може да ги измие садовите. Така да малку ќе почекаме за Не е проблем, За ние сада. тука сме значи од кунски апарати, дали нешто ти е потребно, Ката? Само миксер ми треба, мајца. Миксер ти треба. Добро. Што ќе ни кажеш за миксерите? вака се имаме ние од бошот почнуваме до кажи го до горење, мислам бош, сенкор, горење имаме. Се зависи пак и клиентот што сака да избере каква И марка. какав ни е буџетот, Да, реално. тоа за нормално, да... тоа е Добро, дали би можеле нешто да искомбинираме, ама тоа утом путом на крај. Кажи ми со што ти испрати Славче од дома? Ти кажеш што треба да земеш, се договоривте дома? Да, но те за електрично шпоре. И тој сака тоа? Да, Тоа е најпотребно, добро. тоа не е потребно. Добро. значи максот не ви е лош. Максот е? Да. И максот значи не ви е лош. Да. Колку чини овој? Макс? Овој ти е значи со попуст 970. 970 динари. Да. Добро, ајде ќе видиме дали ќе можеме да искомбинираме буџет од 15.000 динари и шпоред и некој миксер, ама Ке правиме цена, тоа не е никаков проблем. Ќе правиме Да, цена? Да, Тоа многу ми се допаѓа тука во Елипса, одма кажуваат. Ќе правиме цена, не се секирај. Не. Така да ќе вметнеме плюс можеби уште еден Ние производ. даваме добри попусти, значи. Овдека исто кунски помагала, така? Да. Имаш? Ништо не ти е потребно тоа. Од Да, десната има. страна значи имаме и фрижидери. Имаме тука една мала собичка. Имаме и фрижидери, Овдека е значи. тајната соба. Да. Ајде да видиме што има. Хајде. Почнуваме значи од вградни апарати, обични фрижидери, имаме нов рост, лоф рост и од овие обичниве тука што ги имаме. Имаме ладилник, замрзувач, значи имам го сите исто и јас апарати. таков. Исто на кончар? Управо таков тај, така како тај Добра, значи фрижидер не треба да гледаме, а му убаво што не донесе во тајната соба. Да. видиме што Ова се не е случува тајната тука. соба, да. Добра. Пегла? Може. Може пегла? Може. Ајде да видиме што би можела да ни понудиш околу пегливе. Ајде да видиме што можеме да вколопиме. Да вклопиме, значи па сега не знам, сакате со вода или без вода, имаме и од овие српските и овие не се трошат многу, значи. Ова Да, ме подсетува на Елма, значи се вика пеглата, значи овие се многу добри од времето, нели? од времето, значи ние што само ги ги користеа имаме. нашите баби. Да, Меѓутоа да. се издржливи ден денес работа, така? Почнавме, значи, и тие да ги продаваме, Ама е тешка. ама и се продават. Одлично. Мислам дека сам Се и многу младата јаки. генерација и мислам користи. ги користат и ги барат. Студират повише од овие стари модели што се. Ама и навистина добри се. И како квалитет, али и се троши. Така, колку чини ова? Ајде да видиме што можеме. За цени нема да имаме проблем, значи нека избере господјата што сака, па после цените лесна работа. Ќе правиме и цени. Многу ти благодарам.
Flex Credit, како што знаете, тој е наш пријател и доделува на сите оние кои што ќе се пријават во нашата емисија 15.000 динари кои што ќе искористат стрикно за бела техника. Вие исто се наши пријатели, доаѓаме тука да си ги одбереме производите. Ката, дали сме спремни сега да бираме и да се заблагодариме на нашиот пријател? Многу се благодарам за се што ми дадете. Фала и на вас. Да сте живи и здрави исто. Фала ви многу. Па да дојдете у новата куќичка. Ќе дојдеме обавезно ќе дојдеме. Ќе пиеме кафе заедно, Сега па ќе купиме па нешто тука. Нема проблем, ние тука сме, значи. Ќе одбираме ли нешто? Ето сега, чеме шпорето, ајде тоа. Цела. Вака сега, кажи ми, прво, како ја замислуваш кујната? Каква боја ја замислуваш за да можеме да вклопиме? Па таа сивката. И сивка кујна ќе имаш? Па да, треба, рачунам да имам, да. Така сакаш? Да. Добро, што Па сивата може да се комбинира и со бела боја. Така, може да се добро во ред. Може и сега, со други бои, не е проблем. што ќе правиме? Колку е цената на ова? Цената на овој шпоред значи е 15.300. Ката, дали имаш ти можност за да преговараш за цени или јас да завршам работава? Ти, јас не. Не си ти по ценкање? Не се ценкам ја. Ти на страна Не, се вака стоиш. се. Ние како продавачи, значи имаме одобрење, мислам. Имаш редовна цена и цена со попуст. Така? Од долната цена, значи, ќе имаме пак попуст, ќе имате фактички попуст. Добро. Сега, Тоа за значи попустот дека ќе ви вие кажам. ни го давате вашиот попуст кој што смеете да го искористите на месечно ниво? Да. Благодарам многу. Што ќе правиме? Значи, за Дали овој имаме шпоред... посушта некој производ што ни ги вети таму миксерче или пегличка или... Ама ваучерот ви е значи 15.000. Ќе видиме сега. Само малку Може ли да извини. разговараш со... Менаџерот не е Менаџерот? проблем, никаков проблем. Да го поздравиш од сите нас? Ќе го поздравам обавезно. Ајде. Одиме значи и со миксер. Имаат уште потајна соба, веројатно таму се договараа за цени и за попусти. Меѓутоа никогаш не имаат доставено на цедило, се надевам и овој пат. Вака са и миксерот и шпоретот значи ќе биде значи по оваа цена 15.000. Значи добиваме Мислам шпорет шпорет и гратис значи миксер. Мислам од нашата фирма. од вас. Да. Од менаџерот. Може би некогаш Здраве друг пат. наредниот пат ќе добиеме и пегла. Да. Ама сега за сега мислам дека сме задоволни Да, со. задоволни. Што ти е попотребно, кажи Презадоволни. ми? Пеглата или миксерот? Миксер. Уште еднаш ќе ве прашам. Миксер. Сигурни сте? Да. За да правиме тортички? Да, тортички да правиме. И палачинки. И палачинки да си правиме. Обавезно. Дали вие ќе не почистите со вашето присуство кога ќе имаат Нема никаков направена куќа и да им водиме на Обавезно, палачинки да, направени од вашиот миксер и испечени од вашиот шпоред. Обавезно значи. Многу ти благодарам. Фала и на вас. Многу ви благодарам на целата екипа од кај вас. Се надевам, прво, правите добра дела. Второ, давате насмавка на некој. Тоа е многу убаво. Се надевам дека денот денес ќе ви биде прекрасен затоа Да што ти сте кажам направиле право и нешто мене добро. ми беше многу убаво, значи мило ми е, значи ем за вас, ем за екипата, мислам и за све беше перфектно. Супер. Фала ви многу. Задоволна и презадоволна. Ви благодарам Со многу. здраве да се користи. Фала, да сте живи и здрави. Јас Фала се ви. надевам дека Славче исто така ќе биде задоволен Да. и дека конечно ќе може да си има мир во душата и дека конечно ќе си има свое едно убаво катче и почнуваме од почеток. Да. Ќе изградиме како што треба. Да. Живи и здрави. Ти благодарам, уште еднаш. Фала и на вас. Благодарам. Исто. Мило ми е, благодарам значи. многу. Со здраве да се користи. Фала, со здраве. Ние се гледаме Да, обавезно, наредна обавезно. емисија, така? Да, обавезно. Се гледаме Имате повторно. убав ден. Со Исто здравие вие. да се користи. Фала исто и вие да имате убав ден. И да готвиш јадење само за убави работи. Работи, да. Ете Фала така. многу. Поздрав до Славче дома, посакај му убава работа
за новата куќа. Фала. И се гледаме, ние ќе ти дојдеме на гости како што ветивме. Може да повелете. Ќе се видиме. Ќе се видиме, да. Като со среќа нека ти е уште еднаш благодарност до Flex Credit, кој што е наш пријател и кој што им доделува на нашите семејства по 15.000 денари да ги употребат за бела техника. Ката? Фала исто и на нас. Сте живи и здрави. И ќе се видиме, среќен ти пат до Чешинова. Фала. И се слушаме. Да. Само за убаво. Вие ви благодарам што гледате оваа емисија. Бидете хумани затоа што едноставно убаво вие ќе се чувствувате, а на некој многу ќе му значи тоа.